Прво, мислам дека ако воопшто паднал некаков предлог, тој предлог треба да и биде предочен на нацијата. На македонскиот народ, на албанците, на србите, ромите, турците, бошњаците, власите и сите што живеат овде. Оти во крајна линија, владата доби мандат на изборите и се обврза конечното решение да се решава на референдум. Според тоа, мислам дека е непотребно и трошиме многу енергија и одиме на политичката воденица на грците, кога се обидуваме да коментираме нешто кое го знаеме само во фрагменти. Затоа јас не би го коментирал тоа. Тоа е едната причина. Втората причина поради која не би го коментирал најновиот не е ни предлог, туку Нимиц го нарече set of ideas, заради тоа што сметам дека нема да биде прифатен. Според тоа, зошто трошиме енергија и повторуваме познати аргументи, кога имаме на маса нешто што мислам дека Грција нема да го прифати, а во него има елементи, барем од она што го знам површно информиран како што сум, кои се тешко прифатливи и за нас. Проштевајте само, ве молам, господин Чашуле, проштевајте. Би рече, рековте полуписмени новинарски спекулации. Дали сите новинари ги ставаме во полуписмени со оглед дека тие новинari се брифирани? Не, Томич, немој да ми ги извртуваш зборовите. Не, бидејќи сакам да кажам, полуписмени во кој смисол? Дали се избрифирани од политичарите? Врз основа на фрагментарни изјави на личности, ние немаме целосна информација од за тоа повиканите, кои ќе проценат кога ќе треба да го информираат парламентот и јавноста, па според тоа не би сакал за тоа што ги прочита вестниците, ги чув сите медиуми и ако седнете да ги анализирате, а јас сум новинар 41 година, ќе видите дека од извештај до извештај има круцијални разлики. Како врз основа на тоа сега можете да донесете суд? Но нешто сакам јас сега да го кажам и со тоа би завршил. Тоа го повторија сите, посебно амбасадорот Онил кого го ценам. Ние имаме со Грција времена спогодба. Грција се откаже од правото да се меша во нашите внатрешни работи и да не принудува на било какви концесии како услов за прием во НАТО и во Европската унија. Да го кажам на еден поедноставен начин. Грција се откажа од правото да не спречува да влегуваме во НАТО и во Европската унија доколку ние сме подготвени таму да влеземе како фиром. Она што ние сега треба да го правиме и на кое треба да сконцентрираме нашата максимална енергија заедно со американците и нашите партнери од НАТО, да ја натераме Грција да се дисциплинира и да го почитува, како што каже и професорот Колумбис, тој елемент од меѓународното право, тоа е времената спогодба, и да не ја блокира Република Македонија. Еднаш кога ќе влеземе во НАТО и кога ќе почнеме да преговараме со Европската унија, тогаш со Грција седнуваме на равноправни нозе и тогаш можеме да градиме целосен историски компромис кој може да се развива во различни правци. Тоа значи така само да губиме време, губиме енергија во моментот кога светот се наоѓа во најтешката економска криза на двата века, на минатиот и новој, значи да се почитува членот... и кога се наоѓаме во ситуација кога светот нема лидери. Да. Тоа значи треба да се почитува членот 11 од привремата. И ништо друго не треба да се коментира. Так. Грција треба да биде дисциплинирана, па макар и со санкции. Благодарам многу. Господине Чашуле, тоа беше поранешниот министер за надворешни работи Слободан Чашуле. Со оглед дека се согласувам дека секој извештај има различна артикулација. Значи, дадеме простор на заменик градоначалникот на Пустец, магистерот Васил Стериевски. Дали би додале вие од ова што го слушнавте професорот Колумбис, амбасадорот Робин Онил, поранешниот министер за надворешни работи, во една ваша оценка за сето ова? Јас сакав да го прашам професорот Колумбис, но се прекина врската. Едно кратко прашање. Да. Само бидејќи Република Албанија има признаето македонско малцинство, може би малку, бијќи само во мала преспа, 5000 жители, но сепак има признаено, тоа е факт, од сите соседни земји дека признаено македонско малцинство. И моето прашање беше кратко до професорот Колумбис, ако се сега Македонија го смени името, како ќе се викаме ние македонците во Албанија? Значи, како ќе не викаат нас, кои сме признаени како македонци? Значи, тоа ми беше прашањето.
до професорот Колуми, се надевам ако се вклучи повторно ќе имам. Да, јас само на режијата, бидејќи академик Катица Чулавкова ја организирав за вечерашната наша тема. Доколку воспоставиме линк, знам дека е доста. Да, ја имаме. Добро вечер, госпоѓа Чулавкова. Академик Чулавкова, благодарам што еве во овие доцни часови сме заедно. Со оглед дека минатата емисија имавте оправдани причини, не дојдовте во емисијата, но еве вечерва ќе бидеме во живо. Ги слушнавте моите соговорници, нашите соговорници. Можам со право да кажам дека бевте многу храбра, директна во едно од интервјуата што рековте само македонскиот народ единствен во светот кој се нарекува дека се македонци. Грците велат ја има територија од Македонија, а не се нарекуваат македонци. Ја тоа би сакал да го истакнам, но додадете повеќе од тоа што слушнавте вечера. Повелете ме. Па јас имам повеќе работи да кажам, но во оваа прилика, бидејќи вие имате прекрасни, многу значајни гости, ќе се задржам сосем накусон на вашето прашање. Прво би сакала да кажам дека не сосем треба да се идентификува името на државата со името на народот, затоа што името на државата честопати одразува тип на општествено уредување, да кажеме. Во таа смисла, името на државата е подложно на одредени промени и Република Македонија немала од секогаш исто име, а идентитетот на македонскиот народ со векови е останат, исто како и идентитетот на македонскиот јазик. Затоа мислам дека ако веќе сме ја прифатиле одлуката на Обединетите нации да преговараме со Република Грција за името на нашата држава, треба тие преговори да останат само во рамки на разговорите за името на државата и во таа смисла евентуално е прифатливо нешто што е во согласно со историските вистини врзани околу поделбата на територијата на Македонија, која не е само обична географска категорија ни во историјата, подалечна ни во поблиската кога се делела Македонија, но сега мислам дека тоа не е толку предмет на дискусија, значи треба да се остане во преговорите на евентуално прифаќање на одредена атрибуција поврзана со таа историска вистина, бидејќи Македонија де факто е поделена на најмалку 3 дела и знаеме дека еден поголем дел се наоѓа денес во современа Грција. Грција според уставот не го признава постоењето на македонскиот народ таму, иако знаеме дека постои македонско малцинство во Грција. И за жал постои еден голем дел од македонскиот народ кој бил подложен на геноцидни мерки во Грција во изминатите веки повеќе време, така што не гледам зошто сега во овие преговори се покренува прашањето на именување на македонскиот народ и на македонскиот јазик, односно зошто се доведува во прашање нашето историско и демократско име, на демократски начин одредено име. Значи, мислам дека треба да се преговара само за името на државата, а неспорно е дека идентификацијата со која ќе се легитимира Република Македонија е македонскиот народ и македонскиот јазик, без оглед на тоа што во Македонија живеат и малцинства, но македонскиот народ историски е се уште конститутивен народ на Република Македонија, барем тоа уставната преамбула го тврди и понатаму, иако во 2001 година нашиот парламент си допушти да го промени радикално нашиот устав. И сега во таа смисла би кажала дека Македонија испушти прекрасна шанса пред Обединетите нации да побара арбитража и мислење на судот, кој ќе мораше да даде веројатно тогаш во тоа време суд дека не се допуштени дополнителни услови за прием на една држава во Обединетите нации, меѓутоа нашата држава прифати да влезе во овој круг на преговори и сега најверојатно
тешко е да се вратиме на стартната позиција. Инаку јас би сакала да кажам дека многу интелектуални кругови во светот, па и да кажеме меѓународната организација на писателите, апсолутно ја има прифатено и македонската култура, и македонскиот народ, и македонскиот јазик, и македонската книжевност, и само во таа смисла би сакала да кажам дека е недопустиво представникот на Обединетите нации да навлегува во